Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Пред точно една недела кривичниот суд ја објави првостепената пресуда во случајот со масовното прислушување Таргет Тврдина. Осудени се 11 лица, меѓу кои тогашниот директор на Управата за безбедност и контраразузнавање и тогашниот министер за внатрешни работи, затоа што во периодот од 2008 до 2015 година се следени 4286 телефонски броеви за кои не биле издадени судски наредби, а потоа е уништена опремата со која е направено тоа. Вечерва ќе продолжиме таму каде што застанавме минатиот петок, кога начално го поставивме прашањето дали се научени лекциите од овој случај и дополнително ќе прашаме дали е направено се што треба за да се осигура дека вакво нешто не може да се повтори. Во студиото ќе бидат поранешниот премиер и пратеник, член на ВМРО ДПМН е Емил Димитриев и актуелната пратеничка од СДСМ и поранешна шефица на кабинет во МВР Славјанка Петровска. Премиерно ќе прикажем и сегмент од документарниот филм на оваа тема насловен "Приказна за промената", работен со поддршка на Женевскиот центар за управување со безбедносниот сектор ДИКАФ, организација која ги помага реформите во безбедносно-разузнавачкиот сектор во земјава. Бидете на Алсат со најавените содржини, се враќаме за кратко. Гледате 360 степени. Може ли да бидеме сигурни дека во земјава нема нелегално следење на телефонски броеви? Докаде стигнаа реформите почнати со расформирањето на УБК? Зошто нема ефективен надзор над прислушувањето и значи ли тоа дека лекциите од случајот со масовното прислушување од 2008 до 2015 година не се научени? За ова вечерва ќе разговараме со Емил Димитриев. Добро вечер, добре дојдовте. Поранешен премиер, поранешен пратеник, поранешен председател на ресорна комисија одговорна за следење на примената на специјалните истражни мерки, инаку член на ВМРО ДПМН. Благодарам што сте со нас. Добро вечер и благодарам за поканата. Со нас е и Славјанка Петровска, актуелна пратеничка од СДСМ, членка на две ресорни комисии, инаку поранешна дополнителна заменичка министерка во МВР и шеф на кабинет на министерот во периодот кога практично почна реформата. Добре дојде и за вас. Добро вечер, добро ве најдов. Благодарам на поканата. Но пред дебатата, како вовед, ќе видиме дел од документарниот филм насловен "Приказна за промената", во кој учествува и Рајнхард Прибе. Северна Македонија, млада демократија од Балканскиот полуостров, во трите децении самостојно се потресоа неколку скандали со нелегално следење комуникации и други злоупотреби од безбедносно-разузнавачките служби. Во последниот, од февруари 2015 година, опозицијската партија Социјалдемократски сојуз на Македонија обелодени дека биле следени комуникациите на над 20.000 граѓани, политичари, бизнисмени, новинари, дипломати. Прстот беше вперен во тајната полиција, Управата за безбедност и контраразузнавање, УБК. Европската унија го ангажираше германскиот дипломат Рајнхард Прибе со група експерти да ја скенира состојбата со демократијата во земјата. There was a very deep and very worrying governmental crisis in your country, North Macedonia, in 2015. This crisis culminated in the famous wiretapping scandal, wiretapping carried out by the government, and amazingly not only of their adversaries or enemies, but also of their own government members. И тој извештај сам по себе беше она што долги години претходно сите го шепота и во кое што се сомневавме, а тоа е за злоупотребата која што се правеше во Управата за безбедност и контраразузнавање, односно токму во разузнавачките служби. Секаде каде што има овластување, има и пречекорување на овластување. Ако нема квалитетна контрола и надзор, такви пречекорувања ќе се случат, што се покажа на примерот во Република Македонија.
Извештајот на експертската група предводена од Прибе беше основа за обемен реформски зафат со главна цел враќање на довербата на граѓаните во институциите. You can do a lot, you can make strategies, you can adopt legislation, but if there's not a basic trust of the citizens in the functioning of the state, in all its branches, the functioning of the parliament and the functioning of the judiciary, then it is very difficult to make progress. Прв чекор во реформата под менторство на Женевскиот центар за управување со безбедносниот сектор ДИКАВ беше донесување сет закони за трансформација на постоечките, информирање нови институции во безбедносно-разузнавачкиот систем. Морам да кажам дека овие закони се донесоа со 2/3 мнозинство, значи имаше свесност кај сите политички партии и парламентарни групи представени во собранието дека тоа се промени кои што мораме да ги направиме за нашето добро. Беше избран модел во кој управата за безбедност и контраразузнавање беше расформирана. Од неа произлегоа две нови институции: Оперативно-техничката агенција ОТА, кај која премина опремата за следење на комуникациите, и Агенцијата за национална безбедност АНБ. Законот за формирање на Оперативно-техничката агенција беше донесен во април 2018 година, а институцијата почна со работа во ноември истата година. Законските рокови беа прилично кратки, но успеавме да најдеме решение благодарение на поддршката и од владата, и од целото општество, парламентот секако. И успеавме да ја етаблираме ОТА во тие 3 месеци. Улогата на Оперативно-техничката агенција е да обезбеди техничка поврзаност помеѓу телекомуникацијските оператори и органите овластени за следење на комуникациите, и тоа само во случаи кога тоа е одобрено со судска наредба за потреби на кривични истраги или заради заштита на интересите на безбедноста и одбраната на државата. Најголемата специфика на ОТА покрај тоа што е регулатор во операторите е тоа што ја поседува содржината, но нема пристап до неа. И тоа е најголемата гаранција дека злоупотребите се тешко остварливи да се изведат. Втората клучна институција што произлезе од процесот на трансформирање на Управата за безбедност и контраразузнавање е Агенцијата за национална безбедност АНБ, со нејзино одвојување од Министерството за внатрешни работи. АНБ почна со работа на 1 септември 2019 година. Избраниот модел за издвојување на Агенцијата за национална безбедност надвор од Министерството за внатрешни работи како самостоен орган на државната управа е резултат на бројни дискусии, аргументи, донесен е посебен закон, кадровска и финансиска самостојност имаме обезбедено и транспарентност, кои се во насока на создавање на професионална, департизирана и деполитизирана служба, која ќе може да одговори на современите безбедносни предизвици и да се грижи за националната безбедност. Заради превенција од злоупотреби и враќање на довербата на граѓаните во процесот на следење на комуникациите, неизбежно е воспоставување механизми за контрола и надзор. Во собранието се формираа Комисија за одбрана и безбедност, Комисија за надзор над работата на Агенцијата за национална безбедност и Агенцијата за разузнавање и Комисија за надзор над спроведување на мерките за следење на комуникациите. Произлезе како идеја и почна да се реализира еден од поважните проекти, посебно во тој период. Станува збор за проектот Глува соба, заштитена соба или Шилди Друм, која би овозможило на пратениците, членови на овие комисии, да можат да имаат простор во кој со целосна сигурност од тајновитоста на тие состаноци и доверливоста на просторот ќе можат слободно да ги разгледуваат доверливите и исклучително важни и информации и податоци, поврзана и со целиот тој сектор, меѓутоа и со националната безбедност и сигурност. Законското решение предвидува надзорот и контролата над мерките за следење на комуникациите покрај собранието да ги врши и Совет за граѓански надзор. Но, иако регулативата беше донесена, власта и опозицијата не успеа да се усогласат околу потребните дополнителни законски измени за Советот да може непречено да функционира.
формиран од јануари 2019 година, еве по година и 8 месеци, се уште нема профункционирано во целост. Навистина се соочуваме со сериозни проблеми во однос на обезбедување на средства за работа. Било кој да сака да се обрати до Советот, нема можност тоа да го направи. Немаме веб страница, немаме апсолутно ништо. Цело време бевме у дилема да го паталниме, ова да си дадеме оставки, но чувствуваме одговорност. Па и јас самиот. Не можете од сега да сега не вичи нешто оставка, некој треба да се борите. Ако таа борба не дава резултати, сега што не дав оставка бар на почеток. Во јуни 2020 година, Гордан Калајджиев и Маргарита Цаца Николовска поднесоа оставки од функциите председател и подпредседател на Советот. Во меѓувреме, продолжија повиците на многумина вклучени во процесот за воспоставување силен граѓански надзор. Се очекува новото парламентарно мнозинство да покаже воља за донесување на потребните законски измени за Советот да профункционира, а зошто да не, да се оди и еден чекор напред. Идејата е, колку што јас знам, и за кој јас се залагам, е да се формира тело едно од експерти, од правото, од безбедносниот сектор, од IT секторот, и кои по налог од комисијата парламентарна и од граѓанскиот совет ќе бидат избрани да извршат контрола во одредени разузнавачки институции. Мислам дека на тој начин ќе добиеме поефикасна контрола, затоа што постоечката контрола, според моје мислење, не е доволно ефикасна. Очекувањата се дека реформскиот процес ќе продолжи, иако тежок дел од тоа е завршен, меѓутоа со тестирањето на легислативата се констатираа некои слабости кои што ќе мора да се надминат. Треба да се подразмисли околу ревидирање на моделот за надзорот. Кај нас има 2 парламентарни комисии во собранието, секаде се една со силна техничка поддршка, со силна експертска поддршка. Се додека не се воспостави квалитетен надзор и покрај очигледниот напредок со реформите во секторот, ќе остане простор за недоверба кај дел од јавноста. Ова беше дел од документарниот филм работен со поддршка на Женевскиот центар за управување со безбедносниот сектор ДИКАВ, организација која ги помагаше и продолжува да ги помага реформите во безбедносно-разузнавачкиот сектор во земјава. Филмот во целина е достапен на веб страницата на ДИКАВ. Во студиото, веќе знаете, се Емил Димитриев, поранешен премиер и пратеник од ВМРО ДПМН, и Славјанка Петровска, актуелна пратеничка од СДСМ, поранешна шефица на кабинет во МВР. Димитриев и ова што го видовме констатира дека реформата тргна. Дел од неа беше обезбедена и со гласовите на опозицијата во претходниот парламентарен состав, но сепак се не е завршено. Да, Васко, моја констатација е дека како за ова работа и за останати нешта во нашето општество, нашата креативност се сведена на што Павлов го дефинира како условен рефлекс. Значи, тоа што забелешките ги нотирал некој во некој извештај, не значи дека треба да чекаме следен извештај да ги повторно потурнеме реформите. Една од позитивните работи на претходниот состав на собранието е тоа што го затвори пакетот на носење на закони од сферата на безбедноста, меѓутоа многу работи останаа недовршени, а тоа е особено контролата над службите за безбедност. Нешто кое што мислам дека не треба да чекаме да во некој извештај како држава бидеме опоменати, да го изградиме на квалитетна основа која што ќе гарантира на граѓаните реален надзор врз она што е, како да кажам, многу есенцијален елемент, а тоа е човековите права, да некој знае дека тој не може да биде предмет на нелегално прислушкување, да може неговиот приватен живот, неговата интима да биде злоупотребувана. Дали тоа што ОТА, Оперативно-техничката агенција, е само скретничар, да речеме, на водовите од телекомуникацијските оператори, а нема пристап до содржината, барем така се тврди, нели? Тоа е тврдењето, дека на тој начин е технички поставена ОТА, не е гаранција дека злоупотреби нема.
Формирањето на оперативно-техничката агенција е еден сегмент од она што се нарекува целокупна реформа на безбедносниот сектор, односно на поранешната Управа за безбедност и контрразузнавање. Таа дава некоја гаранција дека Управата за безбедност и контрразузнавање и обвинителството, односно судството, како нарачатели на посебната истражна мерка, немат директен пристап. Меѓутоа, за мене е многу поважно да имаме квалитетна контрола на целокупниот систем од издавање на наредбата за посебна истражна мерка до реализација на наредбата. Дури нашето законодавство дава одврзани раце на Собраниската комисија да прави евалуација на целисходноста од посебните истражни мерки, што е еден сегмент кој што не е ни чепнат во нашава земја. Собраниските комисии немат апсолутно ни минимален капацитет да анализираат колку од посебните истражни мерки, колку од тие наредби биле со некоја целисходност. Јас ќе ви кажам дека постојат податоци кои што укажуваат на тоа дека 60 до 70% од наредбите кои што биле предмет на посебна истражна мерка не е покренато обвинение. Тоа покажува дека имаме еден простор кој што е прилично дискутабилен околу издржаноста. За кој временски опфат зборувате? За цело време од кога се применуваат посебните истражни мерки? Па за последните 2-3 години. Тоа е висок процент на наредби кои што немат никаков епилог. Очекувано би било да тој процент биде нешто помал. Петровска, кај вас може да има елементи на задоволство од тоа што дел од реформата тргна, се разбира, благодарејќи на тоа што беше постигнат консензус со најголемата опозицијска партија за време на претходниот состав на собранието, но верувам дека ќе се согласите дека и вие дека реформата не е заокружена, особено како што вели и Димитриев во делот на контролата и надзорот. Апсолутно. Ова е едно од прашањата, морам да потенцирам, иако за тоа мислам дека сме согласна целата јавност, по кој и власта и опозицијата и тогаш и сега навистина постигнаа консензус. И тоа се должи на фактот што бевме свесни во ситуацијата која ја затекнавме со огромниот скандал со прислушкувања кој во одреден момент дури се закануваше по безбедноста на државата, но тоа нели за среќа е веќе минато и согласни сме дека недостатоците кои беа детектирани тогаш и во извештајот на Прибе, кој што го видовме во филмот, меѓутоа и генерално од сите субјекти во општеството, дека треба да бидат отстранети. И затоа придовме кон реформа на тој систем. На почетокот почнавме со формирањето на оперативно-техничката агенција, она што беше суштински проблем, а тоа е да гарантираме дека ќе ги поставиме легислативните или правните основи, дека во државата повторно нема да се случи скандал од размер и обем како што беше оне претходно. Иако ги анализираме законите и законот за следење на комуникациите кој што беше донесен нов закон, во пакетот беше и законот за ОТА, а подоцна и законот за Агенцијата за национална безбедност, ќе видиме добри, солидни правни основи за тој систем да профункционира. Но целта на реформата апсолутно не е само да бидеме задоволни со законите, туку треба тој систем кој што е предвиден во законите да профункционира и доаѓаме до она што е реалност денес. Констатација е дека навистина немаме извршено ниту еден реален и функционален надзор над работењето на и безбедносните служби, меѓутоа и системот за следење на комуникациите. Зборувате и за претходниот парламентарен состав и за сегашниот, бидејќи надзорот е поделен на парламентарен надзор, така? И на така наречен граѓански надзор, односно надзор кој што би требало да го прави Советот за граѓански надзор. И не само тоа, значи надзорот е поделен на комисиите, собраницките две комисии. Едната е за надзор над работата на безбедносно-разузнавачките служби, едната е онаа која што има исклучива надлежност да ги контролира, односно надзор да врши врз примената на посебните истражни мерки. Меѓутоа тука во институциите кои се задолжени за надзор е и Народниот правобранител, Дирекцијата за заштита на лични податоци, значи повеќе субјекти кои секој од својата надлежност може да врши надзор и контрола. Зошто еве во актуелниот состав не е направен ни еден надзор од парламентарните комисии, од надлежните парламентарни комисии? Така, актуелниот собраниски состав кој што беше формиран во септември и практично комисијата за надзор, една од комисиите на која што сум член, започна со својата работа. Очекуваме во
во текот на месец март да бидат избрани двајцата технички експерти. Тоа е една од новините во законот за следење на комуникациите кој што како што и господин Димитриев кажа, беше детектиран како недостаток. Дека пратениците не можеме да бидеме сигурни дека имаат доволни познавања или стручна експертиза од област. Сепак следењето на комуникациите не се само законите, меѓутоа постои еден друг дел, а тоа е опремата со која што се спроведуваат овие мерки, за кои што треба поприлично многу големо техничко познавање на нештата. Од тие причини во законот предвидовме дека овие две комисии, особено оваа за следење на комуникациите, мерките ќе може да ангажира двајца технички експерти кои ќе им помогнат на членовите на комисијата во вршењето на тој увид. Во овој актуелен состав, колку сте согласни со опозицијата во овој состав, бидејќи двете комисии повторно ги водат членови на опозицијата, да, така? Така е по закон. За да двете. Во другата има мнозинство. Да, ама двете се. Сега за сега, значи она што е едната комисија веќе започна со работа, консенсус постои. Значи како член представник да речем на парламентарното мнозинство, ја изразив и политичката волја на политичката партија која што представувам коалицијата, но и мојата лична. Мене лично, верувам и на граѓаните им значи кога на крајот од целиот процес ќе добијат гаранција од Собраниската комисија дека е спроведен ефективен надзор и дека ќе се согласите околу тие двајца технички лица кои што треба да ги изберете? Ние ги поминавме интервјуата со кандидати кои беа пријавени. Се уште не сме стигнати до фазата на одлучување, ги чекаме безбедносните проверки онака како што е согласно во законот и од текот на интервјуата мислам дека ќе се сложиме заради тоа што кандидатите кои беа интервјуирани покажа поприлично доволно знаење за оваа област. Димитриев, парламентарна комисија составена од пратеници, засилена со луѓе кои што разбираат техника, може навистина да направи ефективен надзор? Клучот на квалитетен и парламентарен и граѓански надзор треба да го бараме прво во политичката волја кај мнозинството да направи во поддршка со опозицијата квалитетен систем за парламентарен и граѓански надзор. Нашиот систем како сега што е поставен со две комисии, со испреклопување на ингеренциите е уникатен и не постои никаде во свет. По мене треба да бидеме похрабри и додиме подлабоко во реформата, да го комплетно преиспитаме целокупниот модел на парламентарен и граѓански надзор. Ако сакаме да имаме квалитетен суштински надзор. Ние сега во Собранието имаме две комисии кои што, како што кажав, си ги преклопуваат функциите. Јас не успеав, односно комисијата која што јас се водев, да ангажира експерти затоа што една година бевме блокирани од Собранието, не ни дозволува да почнеме постапка, потоа почнавме постапка, не ги подпишуваа договорите, иако ги избравме едногласно, значи и позиции и опозиции, како и да е, тој состав не успеа да ангажира технички експерти. Јас посакувам на сегашниот состав да успеат да ангажират, меѓутоа јас би одел на комплетна реформа на системот по пример на хрватскиот модел. А тоа значи? Тоа значи во Хрватска постои една единствена комисија со и таму ја води опозицијата, доскоро ја водеше поранешниот министер за внатрешни Остојич од социјалдемократите, мислам дека уште е. Значи, таа комисија има постојани вработени технички експерти, правни експерти и е со многу поголем капацитет и кадровски и технички за квалитетен надзор врз институциите. Значи, вие би ги споиле двете во една комисија? Апсолутно. Не гледам потреба да има две комисии. Понатака, граѓанскиот надзор, како што е во Република Македонија, треба да му бидат одврзани рацете да врши самостојна контрола, целосна контрола, да не биде зависен од комисијата како што е сега, да речеме, сегашното законодавство, налага, ако одреден поединец сака да провери дали е предмет на нелегално прислушкување, праќа писмо до граѓанскиот совет се обраќа до парламентарната комисија, таа врши надзор и по истиот редослед на назад го информира за да биде поединецот запознаен. По мене, идејата на граѓанската контрола е да може самостојно, со целосен капацитет да врши контрола. И такво тело постои во Хрватска? Значи, постои и апсолутно е независно од парламентарната власт.
фактички има двојна контрола и законодавството... Професионално тело. Парламентарното е професионално тело. Тие се занимаваат исклучиво со тоа. Граѓанското се бира на одреден период, меѓутоа целта е да има двојна проверка. Може би одреден предмет парламентарната комисија може недоволно да го провери, истиот предмет го проверува и граѓанскиот совет. Впрочем, интенцијата беше да граѓаните имат директен увид во работењето на службите преку граѓанскиот совет. Иако и парламентарците се нели представници на граѓаните, меѓутоа добро е да имаме двојна проверка. За жал, кај нас парламентарниот модел, како што кажав, по мене е прилично дискутабилен, со многу ограничени ресурси, а граѓанскиот модел односно граѓанската контрола воопшто и не профункционира. Така да условно кажано, црвено е светлото веќе запалено, да имаме повторно отворање на ова тема, да направиме квалитетен систем кој што ќе креира суштинска контрола. Петровска, пред да ве прашам што мислите за ова, дали наистина треба да се оди чекор понатаму во промена на законодавството. Прво, зошто тоа што сега постои не функционира? Добро, во делот на комисиите разбравме се чека ангажман на технички лица, да се надеваме дека тоа брзо ќе заврши, дека ќе можете да почнете ефективно да правите надзор. Но зошто никако да профункционира Советот за граѓански надзор? Во претходниот состав на парламентот се избраа членови, но некако не успеавте да се договорите како собранието да му префрли пари на Советот за да почне да функционира. Па се случија оставки, видовме и во филм. Да, Советот за граѓански надзор, граѓанска контрола беше замислен како независен сегмент од овој систем на контрола и на надзор и причина заради која што не отпочна со работа е членот од законот за следење на комуникацијата каде се предвидува неговото финансирање. Односно таму беше само во една реченица напоменато дека парите се обезбедени во буџетот на Република Северна Македонија и тоа според толкувањето на собраниските служби не беше доволно за да се даде легитимитет собранието да биде тоа кое што ќе го финансира работењето на овој совет. И тогаш како представник на министерството бев, да речам, на некој начин ангажирана и бевме сложни дека без да се наруши концептот на законот, онака како што реформата беше замислена пред нецели 2 години, дека може да се интервенира во законот, со тоа што ќе го допрецизираме овој дел од законот за да му возможиме на советот да започне со функција. За тоа треба 2/3? Да, бидејќи законот за следење на комуникација е двотретински закон и се потребни. Значи, волја имавме за тоа да го направиме. Меѓутоа, тогаш, во тој период се одлучи да се практично не цела година од кога законот беше донесен, да се интервенира во надлежностите на Советот за граѓански надзор. Што значи дека практично се менуваше концептот кој беше замислен до пред само 1 година. Знаете како, јас сум свесна дека во развојот на политичко-општествените односи во една држава законите трпат промени, апсолутно, без разлика дали се со просто мнозинство или со двотретинско мнозинство. Но кога го правивме концептот на реформа и всушност на секоја голема реформа, кога ќе го донесете законот или пакетот на закони, треба да помине одреден временски период на имплементација на тие закони, за да можете во целина да видите кои се недостатоците. Ова навистина беше многу битна препрека, би рекла, но можеше да се надмина со само една интервенција во еден член од законот. И тогаш бевме сложни, односно предложивме да ја направиме таа интервенција. Она што господинот Димитриев го кажува како концепт нов на воспоставување на надзорот, јас би рекла дека не бегаме од таа идеја за размислување. Ама додека да се размислува и додека нели се оформи во форма на закон, помине низ дебати и така натаму, јас сум повеќе прагматична. Мислам дека граѓаните очекуваат, сега да не биде премногу оптимистички секој момент, ама очекуваат многу брзо и граѓаните, и стручната јавност, и граѓанските организации да излеземе со реален надзор, затоа што ќе се повтора. Просто неверојатно звучи дека држава низ која што помина низ ваков случај сега се дозволува да нема ефективен надзор. Навистина. Како што вели Димитриев, навистина силно црвено свети тоа светло. Јас затоа велам, јас сум повеќе за пристап
да почнеме со примената на законите, да почнеме и со примената на надзорот, заради тоа што во Законот за следење на комуникација, ако внимателно го прочитате, е поприлично детален и се однесува на тоа кој може да врши надзор, кој може да врши контрола и во кој обем. Отварањето, да не се доведеме сега во ситуација од една крајна затвореност на безбедносно-разузнавачките служби, кои беа до пред некоја година во нашата држава, сега да имаме крајна отвореност. Заради тоа што знаете како, ако ние тројцата овде што седиме на маса и мислиме добро на државата и сакаме да имаме контрола за да гарантираме дека се е во ред, не сите граѓани или оние што се наоѓаат во оваа држава, па и надвор од нејзе го мислат истото. Така што тука треба да бидеме малку и безбедносно сензитивни, заради тоа што сме сепак и членка на НАТО. Вие не сте член на парламентот, но овој пристап прифатлив е за вас. Сепак сега да се направи обид да профункционира ова што го има во закон, па потоа да се оди на законски измени. Не, моето размислување е сосема друго. Ако сакаме шминка, ова е одлична состојба. Две комисии, не една, две, граѓански совет, меѓутоа тука нема суштина. Не само хрватскиот модел, јас го проучував и словенечкиот модел. Беше председателот на словенечката комисија, тука имавме средба, беше поранешниот директор на Хрватската служба за безбедност, словенечкиот директор, експерти од ДИКАВ. Сите се чудеа на нашата поставеност, како го имаме креирано парламентарно и граѓанскиот надзор. Ама тоа како ви помина тој закон така? Законот за кој не за овој, бидејќи не е многу одамна гласан тој закон. Како во тој момент не се увиде дека треба да се оди еве на ова решение за кое што сега зборувате? Па тоа што ви кажав во претходното прашање, треба да има силна политичка волја кај партиите, бидејќи двотретински се законите, дали сакаме вистинска реформа, корените реформа, кој што ќе креира квалитетен систем, бидејќи тој систем во крајна мерка треба да испорача резултати на граѓаните, или ќе го моделираме низ призмата да профункционира, па со мали корекции ќе го докоригираме. Значи, вие сте за порадикален рез. Јас сум за порадикален пристап. Тоа нема ли да одземе многу време? Нема ли да го остави целиот систем без надзор подолго време? Не. Ако имаме прво политичка волја, компаративна анализа веќе има. Имаме партнери, апропо ДИКАВ и други меѓународни кредибилни институции кои што исто така дават поддршка на таква коренита реформа, лесно може ова да го искреираме. Бидејќи додека ние чекаме законот да профункционира, може повторно да се јават хаварии во делот на безбедносните служби, кој ќе биде одговорен? Бидејќи одреден степен на одговорност имат и комисиите кои што ги контролираат тие служби. Тие комисии и граѓанскиот надзор треба барем минимум сигурност да испорачаат на граѓаните. Да, чудно е како дури и во јавноста нема притисок. Еве, ретко каде се зборува на оваа тема. Тоа е како што кажав на почетокот, ние сите функционираме на принцип на условен рефлекс. Кога ќе нештото ќе се случи, тогаш правиме анализи, зошто дојде до тоа, како дојде, кои се решенијата, меѓутоа решенијата веќе ги имаме. И сегашното мнозинство и опозицијата веќе има стекната, како да кажам, капацитет да ги има увидено проблемите и решенијата ги има разгледано. Хрватскиот и словенечкиот модел се одлични и апликативни за нашата ситуација. Меѓутоа, сепак се останува на политичката волја до која мерка ќе се оди со реформите. Јас не би чекал ни ден, веднаш што би го направил на квалитетна основа. Секој пат со колегите од Социјалдемократскиот сојуз зборувал дека реформите не треба да ги гледаме од моменталната состојба, дека опозицијата ги управува комисиите. Да, утре ќе се смени власта. Во друга околност, тие ќе го управуваат комисиите. Тоа не треба да го гледаме од тој аспект кој сега ја води комисијата. Треба да креираме систем кој што ќе прави суштинска контрола. Ова сега е навистина проформа и ги жалам и пратениците кои што се во комисиите, во каква ситуација се наоѓаат, бидејќи има држави во околината кои што може да видат како тие функционираат и каква контрола тие прават. Да, во актуелната ситуација Петровска личи како да е просто невозможно да се стигне до консензус и до 2/3 за било што, за минимална интервенција во законот за која што вие зборувате, за посуштинска промена за која што зборува Димитриев. Не, јас мислам дека од наша страна има волја. Овој систем што пред 2 години сме се сложиле дека е добар, да профункционира со една измена во еден член. Од почнувањето на процес
на носење на нов закон, кој што ќе значи реформа целосна, нема да трае баш така кратко. Сега зборуваме ако сакаме да имаме суштинска измена. И на крајот на краиштата, да не се сведеме само на препишување на одредбите од актуелниот закон за следење на комуникации кои што го регулираат надзорот и контролата и нивно префрлање во некој нов закон. Апсолутно не. И сега, мојата идеја што е, односно, што секој правник го бара, кога ќе донесете закон, оставете да отпочне со примена, за да ги видите аномалиите кои несвесно не биле земени во предвид. Тоа е тоа што го бараме. Немаме ништо да се случи зло, ако започнеме со примена на овие закони, кои што се поприлично детални. И да не забораваме дека законите не ги правевме сами, сите закони, трите закони, се правени со помош на стратешки партнери. Покрај тоа што ДИКАФ учествуваа и стратешки партнери на безбедносно-разузнавачките служби. Така што и тие го споделуваа своето искуство. Сега, мојата прагматична што е? Дека да престанеме ние само да се броиме во земјите кои само донесуваат закони и на хартија кажуваат дека имаат реформи, да започнеме со примената. Па да се договориме дека после 6 месеци ќе направиме анализа каде се аномалиите на овој закон. Единствена примедба што сега во моментот ја имаме на овој закон е за финансирањето на Советот за граѓански надзор. И не мислам дека само заради таа точка треба да го менуваме целиот концепт. Ако почнеме ние со примената, а јас сум убедена дека оваа комисија во овој мандат состав ќе започне брзо со надзор, спроведување на реален надзор, можеби ние во текот на реалниот надзор, кога ќе одиме во институциите, односно органите кои што се овластени за следење, ќе детектираме некои аномалии кои што несвесно или од било кои причини не сме ги предвиделе. Тогаш таквите тие забелешки, што би се рекло теренски примедби, ќе ги имаме кај себе тогаш кога ќе го изготвуваме новиот пакет на Димитриев закони. има очигледно друг став и го чувме. Сакам уште една тема поврзана со ова да отворам, а тоа е дали не се сериозно хендикепирани и АНБ и органите кои што се борат против организираниот криминал, со тоа што сега ингеренциите на ОТА се ограничени само на добивање на водовите од телефонскиот сигнал. WhatsApp, Viber, не знам, Facebook, ништо од тоа не се следи, или барем легално не може да се следи. Не знам дали имаат капацитет нашите служби да следат, но легално ништо од ова не може да се следи. А факт е дека огромен дел од комуникацијата денес се одвива преку овие алатки. Што мислите вие за ова? Само една реченица, дозволите да додадам на претходното прашање за увидени аномалии. Значи, проблемот е што кај нас секој нов парламентарен состав почнува од почеток и не се зема во обзир што претходниот увидел како аномалија кој што може да биде вградено во некоја законска измена. Само еден практичен проблем ќе споделам со колешката Славјанка. Нашето законодавство кажува дека комисиите и граѓанскиот надзор можат да гледат исклучиво анонимизирани судски наредби. Било кој граѓанин на државата, ако сака да провери дали собствениот телефон му е предмет на нелегално прислушкување, без разлика дали ќе се обрати до граѓанскиот совет или до комисијата, ниту граѓанскиот совет, ниту комисијата не можат да му дадат соодветен одговор, бидејќи тие немат право да видат дали одреден број е предмет на нелегално следење на комуникациите. Тие гледат исклучиво анонимизирани наредби, споредуваат бројот на наредбите со бројот на предметите, односно на логовите кои што се вклучени. Значи, апсолутно несуштинска контрола. Во делот на вашето прашање, ние имавме неколку состаноци на таа тема и со директорот на Оперативно-техничката агенција и со директорот на Агенцијата за национална безбедност. Точно е, нашата држава час поскоро треба да пристапи во набавка на опрема, кој што сите системи за комуникација може да ги контролира од аспект на својата надлежност. Имаше различни гледања од аспект на тоа кој треба да биде медиаторот, односно преку која институција да оди приклучувањето. Тоа го расчистивме барем во тој состав, дека и за овие апликации или начин на комуникација, Оперативно-техничката агенција треба да биде медиатор. Не само тие. Значи, сега се очекува за многу скоро време да излезе нов систем на комуницирање, 5G и други системи кои што секоја земја мора
да ги следи и соодветно да ги надградува системите на службите, затоа што тие, ако не бидат соодветни на она што е реалност, во моментов тие не можат да објавуваат својата законска надлежност. Така да се согласувам дека оперативно-техничката агенција треба да биде обезбедена соодветно со буџет, за да може да го покрие и ова. За сега буџетот на оперативно-техничката агенција не го гарантира ова што зборува. Треба законски измени за ова, за да и се овозможи да ги следи и овие алатки, или тоа го има во законот како можност, само и требаат пари на агенцијата? Тоа го има во законот, и во законот за следење на комуникациите, и во законот за АНБС е предвидена користењето на таквите средства и на таквите алатки, со тоа што кај тактичката опрема е веќе предвидено дека тие ќе бидат сместени во јавното обвинителство, заради тоа за да има поголема контрола и независност во контролирањето на нивната примена, а кај овие другите тие се во законот дефинирани како опрема која се користи без посредство на ОТА и операторите, односно се користи доколку ОТА нема создадено услови. Сега тоа е законската формулација, но да се вратиме на она што суштински, да речеме, е потребно, и тука се сложуваме сите дека на нашите безбедносно разузнавачки служби заради целосно и ефикасно вршење на нивната надлежност апсолутно им се потребни вакви алатки кои што секаде во светот се користат, и ние веројатно заради сето она што претходно се случуваше малку каскаме во тој дел. Мислам дека треба да отвориме прво дебата во јавноста, заради тоа што, да бидеме искрени, станува збор за поприлично интрузивни алатки, така се нарекуваат, заради тоа што со нив практично се става на увид многу поголем обем на податоци со кои што сите ние располагаме, и токму од аспект на заштита на човековите права, кои секогаш, знаете како, кога работат безбедносно разузнавачките служби, се на граница со почитување на човековите права, меѓутоа се со цел да гарантираме дека нема сега да ни се случи некој нов скандал од некој нов вид и обем, треба да отвориме широка дебата, треба да ги слушнеме мислењата и апсолутно треба да пристапиме кон нивна набавка, но прво да се осигураме дека законски и во подзаконските акти тоа ќе биде стриктно уредено, за да не се случи никаква злоупотреба од нивна страна. Она што само да потенцираме дека во ниту еден случај кога надзорот го врши ниту Собраницката комисија, ниту Советот за граѓанска контрола, не сме да му даде податок на граѓанин дали неговиот телефонски број е следен или не. И тоа во законот го пишува. Може да изврши увид, но одговорот се дава во форма дали е констатирана злоупотреба или не е констатирана. Зошто? Заради тоа што ако јас припаѓам теоретски на некоја криминална група и се сомневам дека сум предмет на следење заради моите нелегални активности, јас можам да излобирам, дали преку некој пратеник или преку некој член на Советот, да се пожалам дека се сомневам дека сум следена. И ако мене службата ми одговори дека не си следена или да си следена, тогаш јас ја откривам истрагата. Токму затоа во законот е предвидено дека се дава одговор, но се дава одговор во форма дали е констатирана или не е констатирана злоупотреба. Значи, апсолутно на тоа мислев што кажа колешката Славјанка, меѓутоа согласно сегашното законодавство, тие не може да дадат таков одговор, бидејќи гледат анонимизирана судска наредба. Секако вордингот и начинот на обраќање треба да биде прилагоден согласно Законот за класифицирани информации. Тука нема дилема. Вие не може да му кажете априори, вие сте дел од нелегално слушање или не. Тие се одговорите, меѓутоа вие не може да дадете никаков одговор, бидејќи вие не може да гледате телефонски број. Вие гледате шифра на наредба, ниту знаете за кого се однесува, едноставно ви го пишува кривичното дело и шифрирано. Како ќе кажете вие дали сте предмет на злоупотреба или не сте предмет на злоупотреба? Врз основа на што? Врз основа на логовите кои што Собраницката комисија ги гледа. И заради тоа ги ангажираме техничките експерти, претпоставувајќи дека ние пратениците го немаме доволното техничко искуство и познавање, што е нормално и за очекување, да имаме целосен увид, односно да познаваме, да направиме увид во опремата со која што се следат мерките. Согласно постојното законодавство, вие немате право ни кога ги гледате логовите да го видите бројот. Вие немате ниту еден чекор во процедурата кај што го гледате бројот. А секаде во светот комисиите имат право да ги гледат броевите, впрочем не за џабе и членовите на комисиите се предмет на безбедносна проверка, особено техничките експерти,
дали тие имаат доволно интегритет да гледаат такви податоци и при тоа да одговараат соодветно нашите прописи и правила на граѓаните, без при тоа да се наруши функционалноста на институциите. Мислам дека ние сме поприлично од тоа, затоа ќе се вратам повторно. Ако одиме од крајност во крајност, може да доведеме во опасност или под знак прашање безбедносната или борбата против криминалот и корупцијата со отварање на сите податоци. Она што е во законот предвидено, што е достапно на комисијата во вршењето на својот надзор, е апсолутно доволно да констатираме дали има или нема злоупотреба. Тоа се Да, сега фактите. имате разлики тука во констатациите. Времето помина, но еве и на крај завршуваме со констатацијата со која што всушност и почнавме, дека известни поместувања има, но дека тоа е далеко од доволно и дека мора подитно да се продолжи работата. Дали ќе биде со интервенција во законот за да профункционира барем Советот за граѓански надзор, да изберете технички лица и да тргнете во надзор во меѓувреме да ја правите евентуално подлабоката реформа или ќе се оди веднаш на подлабока реформа, ќе биде прашање на политички договор и одлуки. Благодарам што бевте дел од 360 степени. Благодарам. По паузата е саботажата. Самото спомнување на можноста за отварање на политичкиот тестамент на Ахмети е вистински предизвик за наследниците. Сите живеат во надеж дека ќе бидат спомнати и ќе добијат од оставината. Иако се навестува дека има и такви, кои може би однапред ја знаат содржината па почнуваат да се однесуваат според улогата, која очекуваат да ја добијат. Сакаме да го растаретиме малце господинот Груби, да се нафати, значи, да изиграва улога на председател де факто во Демократска унија за интеграција. Имачи предвид дека касно е дојден, мислам дека му треба време да се прилагоди на тоа. Желбата на едно од крилата да го ослободи од товарот другото беше доволен поттик за уште една непромислена мисија на гладниот лав. Тој по кој знае кој пат, за кусо време, вообичаено нереално ширеше претеран и лажен оптимизам, дека во лет ќе го дочека падот на пленот. Разговараме со пратеници кои што се дел од владеачкото мнозинство, а не припаѓаат на СДСМ или на ДУИ, за формирање на ново парламентарно мнозинство. Таа операција се уште не е завршена, но е во тек и очекувам да таа операција финишира со рушење на оваа влада. Во сличен стил, како новото парламентарно мнозинство, пропадне и обидот за инфантилна манипулација на актуелниот лидер на мудрите бели глави. Сепак, публицитетот кој го доби лажната вест која беше пласирана, не се мери со обидот таа да се депласира. Оти предизвиканата штета е поголема од радоста која блика во душата на тој што ја пушти во оптек. Се радувам што на филолошкиот факултет Блаже Коневски не постои и никогаш не постоела идеја за укинување на катедрите за македонски јазик и за македонска книжевност. Постоењето на овие катедри, меѓу другото, е фактор за креирање кадри, чие творештво понатаму може да се употреби на даските кои живот значат. Но на нив не може да играат професори по физичко, туку актери, кои ниту по еден месец не успеваат да фатат место на сцената, зафатена од владините кадровски промашувања. Сите овие луѓе што застана овде размислуваат со своја глава. Тие сите се чинители во културата во Македонија. Не можете да бидете глуми и слепи, да не слушате и да не гледате. Има ситуации кога и добро се гледа, а уште повеќе се слуша, но се одбива да се признае и слухот и визибилноста. Особено кога се создава слика и тон за стравичен фалсификат, сега предизвикан дури и од странски служби. Портпаролката на Евростат е всушност припадник на бугарската нација, бугарски државјанин. Портпаролот на Евростат, ако не се лажам, или белгијанка или луксембуржанка. Не, портпаролот е едно. Директорката е бугарка, ама тоа го значи, вие реков. рековте портпаролот. Не го следите она што го зборам. Слушате малку повнимателно. Портпаролката на Евростат е всушност припадник на бугарската нација. И на крајот, за оние кои ако се слуша повнимателно, покрај другото, изгледа не име по кејф, ниту еврото.
владата на СДСМ и Зоран Заев ги остави на цедило и на бришан простор, без да вложи ниту еден фенинг во подобрување на условите во кои што тие работат. Фенинзи и марки има само уште во Босна. Единствената сличност со Македонија е во тоа што само таму и кај нас нема вакцини, а граѓаните се оставени на цедило и на бришан простор. Пријатно до понеделник во 22.